Во текот на 2025 година во државава се реализирани речиси 14.000 хируршки интервенции за бенигни и малигни тумори, од кои околу 8.000 се однесуваат на инситу или сомнителни неоплазми, информира директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. На пресконференција по повод Светскиот ден за борба против ракот, Клековски презентираше податоци за раното откривање, диагностицирањето, хируршките интервенции и терапијата на ракот. Тој посочи дека минатата година фокусот бил ставен на засилување на раното откривање преку набавка на нова опрема и зголемување на бројот на превентивни прегледи. Во 2025 година биле реализирани над 13.000 комплетни диагностички услуги за дојка, вклучувајќи мамографија, ултразвук, магнетна резонанца и биопсија. Најголем дел од нив биле мамографии, 7.076 прегледи. Во делот на ендоскопијата направени се вкупно 17.581 преглед, од кои 7.000 коленоскопии и 9.807 гастроскопии. Клековски оцени дека бројот на колоноскопии се уште е незадоволителен и ги повика граѓаните над 50 години да направат превентивен преглед. Значаен напредок според ФЗО е постигнат и во патологијата и молекуларната диагностика со зголемување на буџетите на Институтот за патологија и МАНУ, како и со вклучување на природно-математичкиот факултет во диагностичката мрежа. Во 2025 година биле изработени над 20.000 хистопатолошки анализи, речиси 2.000 молекуларни и генетски испитувања. Во однос на терапијата, Клековски информира дека буџетот за лекови на клиниката за онкологија се зголемил за 70%, со цел да се обезбеди континуитет во лекувањето. Воедно тој нагласи дека е неопходно итно ажурирање на националните водичи за лекување. Во однос на листите на чекање и пристапот до иновативни терапии, директорот на ФЗО порача дека мора да постојат јасни и еднакви критериуми за сите граѓани, без привилегирани случаи. Во рамки на работната посета во Вашингтон, министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски оствари работни средби во Стејт департментот на Соединетите Американски држави, информираат од Министерството за дигитална трансформација. Андоновски се сретнал со Рас Хедли, директор на Бирото за сајбер безбедност и дигитални политики на Стејт департментот, при што била потврдена заедничката определба за унапредување на билатералната соработка помеѓу Република Македонија и Соединетите Американски држави во областа на дигиталната трансформација и сајбер безбедност. Разговорите биле фокусирани на продлабочувањето на соработката во неколку клучни области, меѓу кои сајбер безбедност и дигитални политики, привлекување американски инвестиции во дигитализацијата и сајбер безбедноста, доверливо поврзување на институциите, безбедна дигитална инфраструктура, како и јакнење на отпорноста и довербата во дигиталните системи. На средбата биле отворени прашања поврзани со јакнење на капацитетите меѓу партнерските влади, размена на експертиза и развој на јавно-приватна соработка во доменот на сајбер безбедност, со цел унапредување на безбедни и доверливи дигитални јавни услуги. Во рамки на посетата заедно со македонската делегација, предводена од председателот на Собранието Африм Гаши, министерот Андоновски остварил средба и со Даниел Лотон, заменик помошник секретар во Стејт департментот. Средбата била оценета како значаен чекор кон зајакнување на институционалната соработка, размена на експертиза и меѓусебна поддршка меѓу Македонија и Соединетите Американски држави. Мароканските власти досега евакуирале 108.432 лица поради сериозните поплави што го запатија северозападниот дел на земјата. Надлежните упатуваат итен апел до жителите на загрозените подрачја во северозападните региони, веднаш да се евакуираат поради зголемениот ризик од изливање на реките, обилните врнежи од дожд и контролираното испуштање вода од полни бари. Според информациите на агенциите, во спасувачките операции биле ангажирани хеликоптери, додека бројни земјоделски површини и селени цели од северозападен регион се поплавени. Официјалните податоци покажуваат дека количината на врнежи од дожд во Мароко е за 215% поголема во споредба со истиот период минатата година и за 54% над повеќе годишниот просек, што дополнително ја зголемува опасноста од нови поплави.
Србија го диверсифицира снабдувањето со енергенци надвор од Русија и веќе е во преговори за купување природен газ преку заедничкиот механизам на Европската унија, изјави српскиот претседател Александар Вучиќ. Во интервју за агенцијата Reuters, што го пренесуваат српските медиуми, Вучиќ истакна дека Србија веќе купува природен газ од Азербејџан преку Бугарија. Најави нови извори на снабдување. Изградбата на гасоводот кон Македонија, која треба да започне оваа година, ќе ни овозможи да добиваме газ и од Грција, рече Вучиќ. Тој повтори дека останува посветен на европскиот пат на Србија и на членството во Европската унија. Нема сомнение додека сум председател, Србија ќе биде на европскиот пат, изјави Вучиќ. Председателот на Србија призна дека корупцијата представува сериозен проблем во државата и дека не е задоволен од досегашните напори за незиното сузбивање. Вучиќ посочи дека неговиот втор и последен председателски мандат завршува во 2027 година. Најави дека оваа година во Србија ќе се одржат вонредни избори. Наведе дека се уште не е сигурен каква ќе биде неговата идна политичка улога, не исклучувајќи можност за враќање во партиската политика или на премиерската позиција. Времето денеска облачно со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Во југоисточните делови ќе има врнежи од дожд, а на повисоките планини во северозападните делови врнежи од снег. Во Скопје претежно облачно време со повремени врнежи од дожд. Ќе дува умерен ветер од променлив правец, според прогнозата на управата за хидрометеоролошки работи. Променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд не очекува во сабота. Ќе дува умерен до засилен ветер претежно од јужен правец. Минималните утрински температури ќе се движат од 2 до 8 степени. Максималните дневни ќе бидат во интервалот од 6 до 16 степени.